Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван министер за животна средина, драги колеги градоначалници, со големо задоволство денеска можам да најавам дека започнавме со расчистување на еден од повеќе децениските еколошки проблеми во Скопје, односно во неговата околина, а тоа е ова депонија овдека во Бизбегово на граница меѓу општините Бутел, Шуторизар и Чучер-Сандево. Ова е проблем кој што овдека постои повеќе децении, ова е проблем кој што директно импутираше неквалитетен воздух, затоа што оваа депонија често беше или предмет на самозапалување или беше предмет на запалување од страна на несовесни граѓани, и е денешната акција всушност и доволен доказ како извонредната соработка која што може да ја остварат локалната власт и централната власт може да резултира конечно со решавање на ваквите проблеми. Голема благодарност до владата, особено до министерот за животна средина за и неговиот личен ангажман, за одвоените средства од страна на Министерството за животна средина за да може ова денеска што ни се случува да го имаме токму пред нас. Јас очекувам дека во наредните 30 на дена ќе исчистиме оваа површина од околу 10 хектари или 10 фудбалски игралишта, 100.000 метри квадратни, треба да бидат фрлени над 50.000 кубни метри комунален смет и шут, да се израмни, да се заштити понатаму подрачјето и овој дел од депонија полека да прерасне во зелена оаза. Градот Скопје во текот на оваа година ја решава четвртата невралгична повеќе децениска точка. Знаете и самите дека имавме ваков тип на акции, сега спеќе се зазеленети депонијата во Ѓорче Петров, депонијата во Мичурин и депонијата во Кисела вода, кои што сега полека прераснуваат во паркови. Такво нешто очекувам и овдека, и очекувам дека и бизнис заедницата која што е присутна овдека од зоната Бизбегово ќе придонесе овој дел од градот да го заштитиме што е можно повеќе. Напоменувам, дојдено е до здружување на инспекцијските служби и редарните служби помеѓу градот и општините и никакво вид на толерирање понатаму нема да има на несовесните луѓе кои што на ваквите невралгични точки особено го фрлаат отпадот. Моето мислење, мојот апел до граѓаните на Скопје е да го чуваме нашиот град како да е нашиот голем дом, што всушност и е. Онака како што сакаме дома да ни биде чисто, така да се однесуваме и кон градот и совесно да се однесуваме особено кон комуналниот отпад и кон шутот. Уште еднаш да истакнам својата благодарност до владата, до министерот Насер, без чии што личен ангажман, негов, мој координација заедничка до овој проект немаше да дојде. Посакувам ова место да стане еден убав парк во иднина и едно убаво шеталиште за Скопјани. Благодарам.